Почитувани, добро вечер. Нова епизода од серијалот подкасти ВМРО ДПМН зборува со вашиот градоначалник. Вечерва на мое огромно задоволство ќе разговараме со градоначалникот на општина Егуновце Димитар Костадиновски. Добро вечер, добро ве најдов. Добро вечер и фала те на поканата да и општина Егуновци ја лично биде дел од овој ваш убав настан, односно подкастот кој го организирате. Ви благодарам за можноста, па јас пред да почнеме прво би сакал и да ви честитам кандидатурата, односно поддршката од извршниот комитет на партијата за нови 4 години, јас велам, мандат во општина Егуновце. Фала пред све и на вас за честитката и сепак и на извршниот комитет и на писателот јавна благодарност што препозна дека во овој 3,5 годишен мандат ги оправдав очекувањата, односно работа макотапно за општина Егуновце да биде подобра општина за сите граѓани и да има просперитет и да биде препознаена и во самата партија на ниво на партија, а и на ниво на држава како една мала рурална општина, богата со своите природни богатства и со своите убавини. Јас би сакал за да стигнеме до овој момент што се имаме изработено изминативе 3,5 години во општина Егуновце, би сакал една ретроспектива да направиме. Со што се соочивте вие кога ја председовте општината? Па пред све прво би изразил, сега е можност да изразим прво благодарност пред све и на председателот Кристијан Мицковски и на ВМРО ДПМН, прво што станав кандидат за градоначалник, односно на престојните избори 2021 година, што ја препозна довербата, што ми ја даде за да бидем кандидат, и најбитното од се тоа, граѓаните на општина Егуновце препозна во мене искреност, честност и посветеност да тогаш како опозиција прв пат во општина Егуновце ги добиеме изборите во првиот круг со убедлива победа и една јавна благодарност на граѓаните, што се надевам, тоа како што и вие кажавте, сега и извршниот потврди, сум повторно кандидат, благодарение на мојата работа и поддршката и од партијата, и од председателот Кристијан Мицковски, а и од самите граѓани. Знаете дека се ново време, се прават анкети, верувам дека тие анкети посведочат за мојата работа и доверба која имам од самите граѓани на општина Егуновце. Со што се соочивте? Имавте ли некои, да речеме, предизвици кога стапивте на функција градоначалник? Да, прво, јас сум вработен во општина Егуновце, од 2008 година, и како вработен од општината ги знаев проблемите внатре, со што општината се соочува и кои се проблемите кои ги имаат граѓаните во тој момент. И првото што беше моје ветување дека општина Егуновце ќе стане сервис на сите граѓани во општина Егуновце без разлика на политичката и на етничката припасност. И тоа го правам во изминати 3,5 години. Општината што се соочи, зборим внатре административно, имаше административни проблеми, односно не беше екипирана административно како што доликувана една мала рурална општина. Прво што се зафатив со екипирање на општината и второто што беше, може да кажам дека една општина не само Македонија и пошироко беше која што во моментот немаше јавно комунално претпријатие, која мојот претходник го затвори од не знам од кои за мене непознати причини, мислим дека беше умешана политика и првото што се зафатив и што беше старт за мојот мандат беше екипираност на општината за да биде сервис на граѓаните и екипираност и отворање на јавното предпријатие кој беше многу значаен фактор и во овој 3,5 годишен мој мандат кој допринесе да општина Егуновце биде и подобра и успешна и како што доликува една мала рурална општина. Проблемите што ги имаме во општината, како што кажав, се зафативме административно. Проектите кои беа, на жалост, закочени претходно, ги ставиме во функција. Мандатот ми почна, како што знаете, во октомври. Тоа беше, пред донесување на буџетот за 2022. Ги посетив секој населено место, остварив средба со сите граѓани од секој населено место, добив информација и многу од тие информации ги имав и од кампањата и како жител и како граѓани од општината, ги знаев проблемите и ги вклопив у самиот буџет кој го донесовме 2022. И со самото донесување на буџетот за 2022
почнаме да ги реализираме проектите согласно можноста и финансискиот дел кој го има и буџет општина Егуновци. Тогаш, знаете, бевме опозиција, не бевме многу поддржани и може да кажем со ниеден проект од страна на тогашната власт, односно СДСМ и ДУИ, ама со домачинско и макотапно работење, заедно со администрацијата, заедно со советниците, заедно и со јавното предпријатие кое го екипираме, покажаме дека може да се направи од ништо нешто. И тоа го успеаме и горд сум на тоа што го успеаме како за почеток. Јас би сакал сега да ве прашам и за предизборната кампања. Кои, бидејќи рековте дека не само што мислам и сте работеле внатре во општината, кои беа вашите приоритети за подобар живот на жителите на Егуновци? Па моите приоритети за подобар живот и како вработен и како скенирање на состојбата беше да ако ви кажам дека основен приход на општина Егуновци на секоја општина е еден извор е данокот на имот. Ако ви кажам дека ние 2 години поред не беа пуштени решенијата за данок за имот. Тоа беше пример стварно административна работа многу значајна. Второ, имаше многу, кај нас е познатиот гигант Јуокром. Јуокром имаше 4 години неплатени данок на имот, а таа една сума негде беше околу 100.000 евра. Тие средства за општина Егуновци се многу значајни. И ми одма пристапивме како администрација, заедно со колегите, да ги пуштиме решенијата тековне, да пуштиме опомени за Јуокром и тие ни беа моторот за да ние почнеме за да функционираме. У тој период каде што на тоа згора све се надовржа и енергетската криза, која беше позната не само во општина Егуновци, на ниво на држава, на ниво и на Европа, а тогаш сметките за 11, 12, 1, 2 месец ни дојдоа значително, може пута 10 поскапи, зборим за уличното и за електричната енергија која користиме за пумпните станици за вода. И тоа беше стварно еден турбулентен период, брз турбулентен период, каде што ние излеговме со брзи мерки, односно поставивме на уличното осветлување тајмери, каде што ги гаснавме до период, каде што пумпите ги вративме на слободен пазар, ги вративме на јавното предпријатие, затоа што кога се затвори јавното предпријатие, се што беа потрошувачка енергија на општината и на јавното поранешно, сите беа сметки дојдени на општината. И општината беше еден сервис кој само ги плаќаше сметките за потрошена електрична енергија, а немаше никакви приходи. И тоа беше стварно тежок почеток, ама го надминавме и пролета почнавме стварно со наплатата, почнавме Јуокром да плаќа од ратите што ги договориме за тој данок на имот, од тие една што го спомнав сума од негде 5-6 милиона или 100.000 евра и тој начинот беше каде што малку по малку почнавме да функционираме. На подонесување на буџетот ставаме на ставката за да набавиме и опрема за јавното предпријатие и горд сум на тоа што прв пат после 30 години општина Егуновци набави еден багер, набави еден камион, едно камионет за работените и други помали алати или материјали што се потребни да профункционира јавното предпријатие, каде што многу тоа ни значеше и за овој 3,5 годишен мандат, како што кажав, со многу малку средства, а со многу работа на вработените во јавното предпријатие, на кои јавно сум заблагодарен, и на машините кои ги набавиме, не да правиме набавки, не да правиме тендери, па 4 очи, вака, така да види. Ова испадна да ние со наши средства, со наша механизација, со наши вработени и успешно завршиме и реализираме многу битни проекти во општина Егуновци и за граѓаните од некои населени места, а и остане и самите возила како собственост на општината и како потребно средство за нормално функционирање на јавното предпријатие. Градоначалника, неколку пати напоменавте дека многу е важно да се работи честно, домаќински, транспарентно и тоа е една одлика на сите градоначалници, јас би рекол, на предводени од ВМРО ДПМН. Сега би сакал малку да поразговараме, бидејќи до крајот на мандатот, односно следните локални избори има уште неколку месеци, би сакал да ни кажете кои се оние
нови проекти кои што жителите на општина Егуновци ќе ги видат до крајот на овој мандат? Па, од проекти што се во тек, што се работат, од проекти што ги аплицираме во 2024 од владата на Република Македонија, предводено од ВМРО ДПМ, од председателот Кристијан Мицкоски, добивме значителна сума на средства кои се може навиду малку за некои поголеми општини, а за општина Егуновци многу големи и многу значајни. Добивме 4 проекти кои во моментов се реализираат. Асфалтираме 4 улици кои допринесуваат за побрз и поедноставен начин на комуникација на населените места кои ги поврзуваат овие улици. Во тек е исто отвориме градинка, значи во мојот мандат, може и единствена општина, верувам, во Република Македонија, каде што е поставена да секое дете од општина Егуновци кој има потреба да биде дел од социјална заштита, односно да биде згрижена во градинките, е офатено. Отворивме таки регионално поставени, општина Егуновци е поставена во 17 населени места, се состои од 17 населени места, така што имаме 3 градинки, една во Егуновци, една во населено место Прелюбиште, а сега од први, од втори, односно, отвориме и во Вратница. И така територијално сме офатени комплетно и секое дете, како што кажа, е згрижено. И год сум што, Егуновци е може мала општина, каде што е офатена, значи, комплетно, секое дете е згрижено и од тие 3 градинки 2 се отворени во овој мандат од 3,5 години. Исто така, Јуокром е познат не само по фабриката, познат и по фудбалскиот клуб Јуокром, кој бил, значи, производ на фабриката Јуокром, беше затворен, со самото затворање на фабриката, клубот не постоеше, а имаме едно прекрасно игралиште, на прекрасни услови за да нашите деца тренираат, и ние отворивме една фудбалска школа, Егуновци 2022, значи тогаш ја отворивме на почетокот на мандатот, со што го реновиравме целото фудбалско игралиште, го рестартиравме. Исто така, сега ја завршивме и ја реновиравме соблекувалната, каде што направиме услови за секое дете да има подобри услови за да тренира, за внате да се тушира, да ги уживаат своите услови и бенефити. Со тоа општината организира и јавен превоз, односно со превозот кој го имаме организиран за подраштите училишта и основните училишта на територија на општина Егуновци, кои самите го организираме и ги користиме истите возила и за нашите деца, децата од општина Егуновци кои сакаат да тренираат во оваа фудбалска школа, ги земаме од дома, ги враќаме и така покажаме дека сме поразлични и така децата се дружат, догаруваат, се социализираат и едни од подобрите проекти кои ги реализирав во овој 3,5 годишен мандат. Исто така од проекти што сега се во тек, односно на повикот од 2025 имаме 15 проекти и планирав за секое населено место, како што кажав, има 17 населени места, да не бидат запоставени, зашто секое село е битно на општина Егуновци и мене лично како градоначелник, без разлика и на верската и на етничка припадност, и затоа со овие проекти од владата направив баланс да и во секое населено место биде изградени улици. Од проектите сега што ни се за 2025, од 15, 14 ни се улица, реконструкција или изградба на нови улици, еден ни е доградба на фекална канализација во населено место Ратаја, со тоа што ги офатиме и овие 4 сега што се во моментов реализираат, ги офатиме сите населени места да бидат завршени, да бидат изградени тие улици и патишта и да направиме подобри услови. И може да кажам дека кои ќе се завршат овие проекти, 90% од инфраструктурата на општина Егуновци ќе биде реконструирана и секое населено место ќе биде површено, а на дел и од ова имаме додадено од средствата од фондот што се, тие кај нас е познато средства за набавка на бекатон, каде што секое уличи, секое мало сокаче се поплочени и можам да кажам дека општина Егуновци во наредниот период ќе може да се префали на многу позначајни други проекти кои се во интерес за граѓаните и на жителите од општина Егуновци.
Градоначелник, како смеам да заклучам, навистина со овие проекти кои што ги имате реализирани и се реализираат во општина Егуновце, би сакал да заклучам дека највеќе се вложува во образованието, се вложува во младите и се вложува во инфраструктурата, нови градинки, нови улици и подобрување на спортската инфраструктура во општина Егуновце. Би сакал тука да ни кажете колкава е важноста на поддршката што ја дава владата за една општина како што е Егуновце, напоменавте мала и рурална, меѓутоа колку значи ова поддршка, дали се решаваат навистина децениски проблеми кои што да речеме со оваа поддршка не би можеле да се решат? Многу едноставно. Општина Егуновце, значи, јавно транспарентно на сајтот и на Министерство финансии и на општина Егуновце може да се види колков е буџетот на општина Егуновце. Буџетот на општина Егуновце е милион евра, околу 600 милиона денари. Значи, од тие милион евра, ние како општина и како вработени, и како совет, и како тековно, негде околу пола буџетот, 30 милиона ни идат за плати, за совет и за тековно одржување. Од тие 30 милиони, 30 што ни остануваат, значи околу 450 до 500 илјади евра ни остануваат за работа. Иако ја за 3 години од мојот мандат, по 400 илјади, ја викам по 500 нека видат, значи околу 1.500.000 евра општина Егуновце имала за да ги реализира овие 3 годишен мандат. Од овие 4 годишен, овие 3 годишен период. Ето, значи, ама ми е требало тие милион евра идат дел од ДДВ, дел идат од персонален, дел идат дотација за ископ на минерални суровини од Министерството за енергетика, ама дел се приходи од самите од буџетот на општина Егуновце, вклучувајќи данок на промет, данок на имот, комунална такса, комунали, одобренија за градба и слично. Сега, ние значи треба да ги собереме и да ги потрошиме. А сега, благодарение на оваа влада, на владата предводена од ВМРО ДПМН и од председателот Христијан Мицкоски, ние како општина добиме 400.000 евра за 2024. А сега добиме 1.200.000. Кој ќе ги собереш 1.200.000 и 400, тоа са 1.600.000. Значи, ние во општина Егуновце во 2025 ќе реализираме средства од 1.600.000 евра од поддршка од владата на Република Македонија. И нашите 500-600.000 евра од буџетот на општина Егуновце, значи се очекува овој период, почнати се проекти и да се завршат во тековнава 2025 околу над 2 милиона евра. И тоа значително ќе промени сликата и моментот се гледа дека е променета општина Егуновце, а и се надевам дека во период што се ќе биде уште подобра и уште по квалитетно место за живење на секој граѓанин, без разлика, како што кажав, од која политички и верска припадност. И на тоа кој се надоврши дека ние како општина или со моето превземање на мандатот имаме 3 населени места кај што ги има најголемиот проблем со вода. Значи, децениски проблем од 20 и повеќе години немаат вода. Благодарение на јавното, на општината, на секој добронамерен кој сакаше да помогне, ние обезбедиме вода за 3 населени места. И тоа е еден од проектите на кој сум горд, и тоа е историја каде што после толку период ние обезбедиме вода за тие 3 населени места. Исто така 2 населени места ги вклучиме во фекална канализација, тоа се Рата и Жилче, каде што го решиме и тој децениски проблем кој го има со фекалната канализација. Исто сум горд. Проблемот, тој беше многу познат, се превекуваше преку 30 години, поплавите во општина Егуновце. Тоа беше проблем и на владата предводена од ВМРО мината, и на СДСМ, и сега. Сега тој проблем стана минато во општина Егуновце. Благодарение на општина Егуновце, на вработените и на UNDP, кој ни помогна да тој проект се реализира, поддржан од швајцарската влада, односно од швајцарските обврзници, кои јавно им се заблагодарувам, каде што се расчисти, се уреди коритото на река Вардар, кој река Вардар поминува низ општина Егуновце и во неколку населени места се среди, каде што сега пролетов, како и што нормално, секој пролет граѓаните од тие населени места имаа проблеми,
односно се излеваше река Варда, сега тоа стана минато и може да кажам дека тој е еден од најзначајните проекти кои се реализирале во овој 3,5 годишен мандат и што е трајно или ќе остане во меморија на секој граѓанин од општина Егуновци и кој беше проблем, реален проблем на граѓаните и сега стана минато. Исто така, како што кажав, се отвориате градинките, истото инвестираме и во образованието многу, ги реконструираме скоро 90% од секое подрачно училиште на општина Егуновци и најбитно ги заменивме грејењето. Грејењето, знаете, беше со тие ќумби познати наши стари, со тие дрва, донел, не донел, зел, не зел, тендер немало, имало, малку, помалку донел. И на крај на светот тие беа, знаете, ќе донесат дрва мокри, не суви, па децата не загрејани. Ние го сменивме грејењето со модерни, европски, топлински пумпи, каде што секое подрачно училиште во општина Егуновци има поставено топлински пумпи, каде што трендот го пратиме и каде што стварно има услови за нашите деца од општина Егуновци, од овие населени места имаат услови за да учат, да другаруваат и наставниците бидат на ниво, ако успеаме во 8 училишта да ставиме топлински пумпи подрачни, во градинките 2 имаме ставено исто топлински пумпи, во општината и дрвата стана минато во општина Егуновци. И значи имаме изградено многу значајни суштински проекти и неслучајно граѓаните препознаа у овој 3,5 годишен мандат дека ја заслужувам довербата и работам честно, посветено за подобра општина, за подобри населени места, за нас, за сите генерации, за генерациите што доправа доаѓаат, односно за нашите најмилите, децата. Исто инвестираме во секој населено место, поставивме справи за рекреација, поставивме и детски реквизити, за да ги подигнеме секое село, за да направиме услови. Имаме, исто го продолжуваме и спортот, како традиција во општина Егуновци. Имаме организирано во дел од населените места, кај што се организира турнир во мал фудбал. Во моментот имаше прв турнир во Егуновци, сега во моментот и има турнирот се одвива во Јанчиште, каде можам да ви кажам дека еден од најдобрите организирани турнири и во Македонија и каде што секој вечер од 500 до 1000 посетители има многу жагор на деца, има многу баби, дедовци, родители, има тамо направени услови, има реквизити, има детски реквизити, има справи, каде што децата се забавуваат, другаруваат и многу добро тоа што го правиме и ќе продолжиме во иднина. И на крај би завршил со околу инвестицијеве, каде што сега во моментот, денеска, за информацијата и за јавноста и за пошироко ова, во општина Егуновци почна да се гради еден парк, еден убав парк во населено место Селичино. Населено место Селичино е на самиот врез на општината, е многу посетено, затоа што тамо има добри ресторани, идат посетители од цела Македонија. Имаше едно такво место кое е на самиот врез, кое беше една врста запуштено, оставено на времето. Сега вчера почна да се гради тој парк и тој парк ќе биде историја, односно моја гордост, кај што не пошироко, на самата територија на Полошкиот регион може да се пофалиме дека општина Егуновци ќе биде единствена општина која ќе има еден таков убав парк, кај што очекувам да дојдат посетители не само од Егуновци и пошироко и од Република Македонија. Градоначалник, јас посакам сите овие проекти и идеи да бидат реализирани во иднина. За крај би сакал само да ве прашам, бидејќи ВМРО ДПМН веќе објави 25 кандидати за градоначалници, меѓу тие сте и вие како и сегашен, меѓутоа и јас верувам силно и иден градоначалник на општина Егуновци. Дали се работи на новата програма, се спремате за новите предизвици, за нови 4 години, едноставно повторно поубав живот за жителите на Егуновци?
Па дека, кој што кажав, граѓаните го препознаат тоа, партијата го препозна, ова е ново време, се прават анкети, се прават сондажи и благодарение на упорноста, работата, трудот мој, посветеноста во досегашниот мандат, ја добив довербата да бидам пак кандидат, каде што верувам и убеден сум дека ќе бидам повторно градоначелник на општина Егуновци, затоа што го чувствувам тоа, го гледам секој ден на терен и со самата работа и со самиот потенцијал што го имам и лично и со екипата, односно вработените во општина Егуновци и заедно со јавното, заедно со потенцијалот во градинките, во училиштата, сме една добра екипа, каде што очекувам дека и овие наредни избори ќе ги добијам убедливо во прв круг и општина Егуновци ќе ga доградуваме, ќе доправуваме, ќе направиме уште подобро место за живење, а сега во моментот ние правиме анализи, правиме некои планирања за да на есен во октомври, односно во септември, кој ќе започне кампањата, излеземе со нова програма, со нова визија за општина Егуновци, каде што очекувам дека и верувам и прво у себе, и верувам на екипата што работи со мене и што ја сака општина Егуновци и сака да биде подобра општина и за себе, и за своите деца, и за своите сограѓани, ќе направиме уште подобра и уште поуспешна општина Егуновци, која ја заслужуваат и граѓаните на општина Егуновци и општо како Република Македонија, која стреми за да биде членка на Европска унија, како што доликува и да биде и општина Егуновци. Градоначалник, јас ви благодарам за ова ваше вечерашно гостување. Навистина ви посакувам многу среќа, многу успеси и многу реализирани проекти за подобро утре на жителите на општина Егуновци. Ви посакувам многу среќа и да ви посакувам повторно да бидете градоначалник во наредните 4 години на истоимената општина. Фала и на вас, за овие добри и позитивни и топли препораки, и нема да ви изневерам, и вас лично, и ВМРО ДПМН, а посебно и граѓаните на општина Егуновци, ќе бидем помотивиран и поактивен уште повеќе, како што кажав, општина Егуновци да биде општина која заслужуваат граѓаните од секое населено место, без разлика на верска и политичка припадност. Ви благодарам. Исто и на вас. Почитувани гледачи, ви благодарам и вам за вашето внимание. Вечерва разговаравме за општина Егуновци со градоначалникот Димитар Костадиновски. Разговаравме за многу проекти кои што веќе се реализирани, кои што се реализираат, но и во следните 4 години ќе бидат реализирани во општина Егуновци. Уште еднаш ви благодарам за вашето внимание и ние веќе се гледаме во следната емисија. Поздрав и секое добро.